Па гледате на што личи хи во парламент, сте чуле некаде? Го е погрешил локацијата господинот. Па не знам кој. Имате право, што да правите, народот го бирал. Да. За жал. Велат уништете го образованието, ако сакате да уништите една држава. Вашиот говор воопшто не е говор на некој кој што доаѓа од образование и наука. Морам да ви кажам. Прво, селективно читавте. Ја прочитавте состојбата, но не прочитавте од кога се продолжуваат роковите. Тоа нема врска со автономија. Овој парламент на 5 години им продолжувал на оние кои не успеале во рокот што сите други умни го почитувале. Не од лични причини, бидејќи од лични причини и сега може некому да се продолжи рокот заради болест, заради бременост и слично. Штом законодавецот интервенира во закон, не е тоа од лична причина, туку е за жал од политичка причина. Значи, замислете, зборуваме за загриженост за одлив на кадар, а толерираме луѓе 15 години, и така пишува овде. Од 10 до 2015 бил продолжен, 2015 до 2020, 2020 до 2025, 5 години плюс. И кога споменувате асистенти, отворете го Законот за високо образование и за научно-истражувачка дејност, асистент може да се вработи само некој кој магистрирал и кој што е докторант. А во 2018 и 2019 гледаме помлади асистенти без магистратура и сега 5 години им даваме, замислете, да магистрираат. Зашто зборувате, колешке? Зар 5 години се потребни за магистрирање? Па ајде да ве прашам, како се магистрира? 3 плюс 2 или 4 плюс 1? 5 години? Не. Во прашање за жале, кршење на автономијата. Како? Преку политички и партиски вработувања на луѓе на кои не им е местото тамо и до пензија ќе продолжуваме сега 5 до 5 години, директно во академија ќе влезат некои од нив, а тие што магистрирале во рок, тие што докторирале во рок, ќе си бегаат надвор по мотивот уби бене иби патрија. Да го речеше ова некој класичен политичар, а не човек од образованието, па ќе имав разбирање. Ама ние треба да веруваме дека знаењето е моќ. Нема ниту една причина, освен лична, реков, болест, бременост и слични, лична за продолжување. И тоа се толерира. Не, ова е генерално, ова е упросечување, ова е егалитаризација во незнаењето и во подпросечноста. Тоа го браните, а сите ја знаеме основната причина. Не можело да се исплатат платите. Ете, тоа е причината.